пресконференција ја свикавме со цел да информираме дека пратеничката група на Левица поднесе интерпелација за државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, поради тоа што од почетокот на неговиот мандат во јавното обвинителство на Република Македонија владе нефункционална и токсична атмосфера, има неажурност во постапките, а забележени се и надворешни политички влијанија врз неговата работа. Интерпелацијата конкретно се темели на 4 основи. Првиот основ е тоа што се води селективна кривична истрага за трагедијата во Кочани. Вториот основ е тоа што има политичко влијание во работата на јавното обвинителство. Третиот основ е функционалниот хаос во Висшето јавно обвинителство Скопје и четвртиот основ е непостапувањето по службена должност за дивоградбите на урбаната мафија во Скопје. По однос на првиот основ, селективни истраги за Кочани, очигледно е дека во истрагата се вклучени речиси сите бивши функционери од Министерство за економија и Државниот пазарен инспекторат, но Коцевски не ги вклучи актуелните ВМРО-вски носители на високи јавни функции во Министерството за економија, Државниот пазарен инспекторат и Министерството за внатрешни работи. Да се гонат бивши функционери, а не сегашните кои што имале обврска законска да преземат службени действија за да го одржуваат редот, е ко за убиство да се гони производител на пиштол, а не тој кој што директно го повлекол шкрапалото. Па така од истрагата изоставени беа одговорните лица кои требало да водат евиденција за давање одобрение за употреба на пиротехнички средства, актуелната началничка на ОВР Кочани Марија Цветановска-Маневска, началникот на оделот за криминалистички работи во Кочани Томо Донев, кој е на функција повеќе од една година и кој е сликан во партиски штаб на ВМРО ДПМН во Кочани. Изоставена е главната инспекторка за економски криминал во ОВР Кочани Кристина Јованова и сменоводителот на критичната НОК Драган Петрушев. Во ситуација кога под истрага се беа бившата државна секретарка на Министерство за економија и поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат, нејасно е зошто сегашниот државен секретар Јумни и сегашниот директор на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски беа изземени од истрагата. Подоцна некои од наведените беа вклучени во истрагата, но легитимна е дилемата зошто им беа оставени цели 3 месеци во кои што можат да влијат на сведоци и на докази и да ја саботираат истрагата против нив. По однос на вториот основ, политичкото влијание врз работата на јавното обвинителство се гледа од целата институционална и вонинституционална војна која што ја водеа власта и владеачката партија ВМРО ДПМН против јавниот обвинител на Република Македонија Коцевски до моментот кога се случи трагедијата во Кочани и кога се отвори можност да се гонат и ВМРО-вски кадри и во тој момент власта се попишмани. Ако се сеќавате, владата покрена постапка за смена на Коцевски, министерот за правда даде образложение дека Коцевски лошо си ја вршил функцијата, премиерот го повика јавно да се повлече сам да се повлече од функција од владеачката партија ВМРО ДПМН, му пуштаа секојдневно соопштенија како е тој и го нарекуваа сиемски близнак на Кацарска и на Трпков, и сето тоа наеднаш се смени кога се отвори можност да бидат гонети ВМРО-вски кадри и постапката беше прекината. Веднаш по изјавата на премиерот дека ќе ја сопре постапката, снема кворум на Советот на јавни обвинители, а потоа се даде негативно мислење за негова смена. По однос на третиот основ, во изминатата година Висшето јавно обвинителство во Скопје беше центар на серија скандали кои сериозно го нарушија угледот на институцијата и отворија сомнеж за политички влијанија и внатрешни пресметки. Познати се случаите со обвинителите Хајрулахи и Цветановски, а по однос на четвртиот основ, селективноста и партиското влијание во работата на јавниот обвинител Коцевски стана очигледна при непостапувањето по службена должност по јавните обвинувања против
градоначалникот на Чаир Висар Ганио одвреди за нелегално легализирање дивоградби во Чаир. Ганио е кадар близок на власта и член на владеачката вреди. Градоначалничката на град Скопје Арстоска на серија пресконференции јавно изнесуваше обвиненија подкрепени со фактографски и доказен материјал за кривични дела како фалсификување службени исправи и бесправно градење. Цела држава го виде ова, освен јавното обвинителство кое што има законска надлежност да постапува во вакви случаи по допрен глас. Лјупчо Коцевски е персонално одговорен за сето ова, затоа што согласно член 27 став 1 од Законот за јавното обвинителство, тој како јавен обвинител на Република Македонија е одговорен за општите состојби во врска со организирањето и извршувањето на функциите на јавното обвинителство и за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија. Од овие причини, пратеничката група на Левица одлучи да му поднесе интерпелација и целта на интерпелацијата е да се донесе заклучок дека наводите во интерпелацијата се основани, заклучокот да се прати до владата за таа да ја продолжи постапката за смена на Лјупчо Коцевски.